представници на медиуми, дозволете ми да изразя своето задоволство денеска во посета на Куманово, неговата екселенција, амбасадорот на Франција, господинот Кристијан Тибоние, мој голем поздрав, до неговиот напор да направи една таква средба, каде во ова протоколарна посета се повикани вице-премиерот на Млада Република Македонија за евроинтеграција господинот Адеми и министерот на внатрешни работи господинот Оливер Спасовски. Значи, погамен состав, може да се задоволства да кажем дека никогаш во мојата политичка практика таков состав не е бил во Украина. Значи, сакам да истакнам пред се протоколарна посета, господинот амбасадор е нов амбасадор во Македонија и неговата тенденција е да излезе од Скопје да ги запознае спецификите на народите. Значи, еден од поголемите и позначајните опозицијски и најголемата локална самоуправа е Куманово, а двата министра токму потекнува од овој град и од овој регион. Значи, протоколарно имаше воведно запознавање со структурата на градот. Потоа отвориме теми за децентрализацијата, значењето на децентрализацијата во вкупниот развој, економски и развојните програми во локалната заедница и спецификите и слабостите во самиот процес, кој е формирано за сите позитивни и негативни трендови за локалната самоуправа и отвориме теми околу изборниот процес, институциите на системот и нашите индивидуања каде треба да оди Македонија во новиот период. Такви излагања да и вице-премиерот и министерот на външни работи имаме интерактивна дискусија и денес сум посебно среќен што се помогат за едно ново сознание како гледа Франција, како гледа званичната политика на амбасадата на Франција, како се позиционира исто така Министерство за евроинтеграција, господин вице-премиер и видувањата на Министерство што не очекува во наредниот период до 11 декември каде очекуваме еден фер, слободни и демократски избори. Еве јас како домаќин, топро ти кажам за тоа што се случуваше на протоколарната средба, взима поред сите гостини ќе дадат своје виждување за средбата и надежите за перспективна демократска и слободна Македонија. Куманово денеска е центар на најголемата политичка моќ. Најголеми министри и амбасадор на едно од позначајни и разрешените земји во Република Македонија. Тоа ме прави посебно среќен и големо задоволство за мене и за граѓаните на Куманово. Благодарам за вашето внимание.